секој циклус на технолошка промена има импакт врз пазарот на трудот. Ја представував Македонија на Олимпијадата по физика. Случајно представникот на Србија сподели со мене дека ќе иде на Харвард од септември. Ме изненади затоа што мислев дека трезва не знам кој знае колку пари да има за да може да оди. Ми рече не, вика, само треба да те примат. И рекол, само да те примат, па тоа не е проблем. Што мислиш ти, што би го натерало еден човек како тебе да се врати тука? Системски проблемот на корупција нас не кочи. Што решавате? Што Pfizer решава со AI? Што го врти светот? Вештачка интелигенција секако за неа се дебатира и дискутира дури и во најмалото гранапче низ Македонија. Но ние денеска зборуваме со Горан Лазаревски, македонец кој студирал на Харвард и Колумбија универзитетите, студирал физика и економија, во моментов работи вештачка интелигенција во компанијата Pfizer. Со него зборуваме за тоа како оваа технологија ќе ни го промени живеењето, како ќе влијае на економските текови, меѓутоа зборуваме и малку околу тоа што значи да се студира и работи во Америка наспроти животот кој што ние го имаме тука во Македонија. А потоа слушаме светска музика во музичкото студио каде што се наоѓаат Foolish Green. Уживајте со нашите разговори и музика за денеска. Здраво Горан, што го врти светот? Здраво. Па вака како физичар ќе кажам дека светот се врти поради законот за запазување на ангуларниот моментум кој што е од создавањето на планетата. Меѓутоа како економист ќе кажам дека мокта го врти светот. Ти си физичар и економист со образование на Харвард, Стенфорд? Харвард, Колумбија. Харвард, Колумбија, јас се извинувам. Добро, значи ова беше сигурен одговор за сега. Затоа што физичарите многу често си се премислуваат со некои работи. Сега ќе ти поставам неколку прашања кои што се кратки. Дај ми одговор со ова или ова. Или двете, ама гледај да одбереш. Добро. Netflix или кино? И Netflix и кино. Netflix како сама стриминг платформа по себе можеби не, зашто не ми се свига многу изборот таму. Така да за филмовите што ми се допаѓаат најчесто одам во кино директно. Кој јазик за тебе е јазик на љубовта? Португалски или шпански? Португалски дефинитивно. Добро. Што ги зборам и двата. Затоа и те прашам. Кеш или картичка? Картичка. Тоа е кога никој работи со AI и економист картичка. Дебата или твит? Дебата секогаш. Да, тоа после ќе го зборуваме и како помлад си се обидел да се вклучиш во дебатата во Македонија, ама тоа нели може допрва ќе ти се оствари тој сон. Учествував порано, јас и во дебати ја представував Македонија на дебат на Олимпијада на светско, како дел од младински образовен форум на времето. Да, тоа така е да баш ми институција лежи, што, да. Да, баш ти лежи. Чудно е ова физичар и дебата. Ама добро, ќе дознаеме повеќе наскоро. Што точно работиш сега? Мислам, јас прочитав, ама не значи дека ми е јасно. Сега работам за Pfizer, фармацевската компанија, водам тим за AI solution design, дизајн на решенија за разни бизнес проблеми со вештачка интелигенција. Што решавате? Што Pfizer решава со AI? Од она што смееш да ни го кажеш? Да, па има најголема примена. Има примена во истражување за откривање на нови молекули, за симулирање на нивниот ефект, во in silico, значи компјутерски пред да се направи скапо клиничко истражување. Има примена во дистрибутивната мрежа, оптимизација на тој дистрибутивен систем, во комерцијалните операции за нели во Америка системот е битно е, треба да се рекламираш лекови, да допреш до сите доктори, така да има модели тука кои што ги оптимизираат сите тие стратегии и едноставно
автоматизација на процесите кои што една фармацевтска компанија, како и многу други компании, како што може да се каже, генерирање на документи со примена на AI, автоматизација на работните процеси, и тоа е отприлика. Ова не е малку, прво особено за голема компанија како Pfizer, меѓутоа колку е века и лековите го забрзува процесот на одредени работи да ги направи компјутер пред да влезат луѓето во игра или барем заедно побргу да се направат работите. Ке може ли побргу да се наоѓаат лекови утре за некоја одредена болест, според она што досега си го видел како функционира на терен? Да, апсолутно. Значи, постојат deep learning модели, значи модели со Длабинско учење. Како се длабинско учење, да, македонски, со ова најнапредната AI технологија која што се користат за откривање на нови молекули, на пример на Google AlphaFold системот, има други системи кои што се на база не нужно за откривање за структурата на протеини, меѓутоа и за други помали молекули или биологици. Има исто се забрзува и самиот процес со користење на податоци од како да речам медицински податоци од тие што постојат, како луѓето ги користат лековите и какви и нивните посети на доктор и какви резултати тоа давало, тоа сето може да се вкалкулира во еден модел за да ти даде, да ти предвиди, например, некој друг лек кој што е сличен со веќе постоечки лекови, колкав ефект би можел да има и дали би можел да биде ефикасен. Сега ти ќе се селиш или веќе си преселен во Франција од Америка? Да, живеев во Њујорк во последните 15 години, од пред еден месец живеам во Париз. Ова е заради јавното здравство, зашто викаат дека во Франција е најдобро или не? Други причини? Не, добро, причините се поврзани со внатрешна, значи Pfizer ме префали од нивната канцеларија во француската, има тука и имиграциони моменти, има и бизнес причини. Добро, и среќен си за овој трансфер, што едва чекаш да видиш како во Pfizer Франција има интересни сектори кои што ќе ги работиш или остануваш во истиот дел каде што си? Не, останувам потполно во истиот дел. Целиот мој тим е базиран во Грција, во Солун, зашто таму имаме представништво за AI експерти. Така да истата улога што ја работев и таму, ја работам и сега, пошто е многу меѓународен начинот на функционирање. Која ти е поврзаноста, еве, лично од физика кон економија? Како ти реши прво, како дозна за можноста да студираш на Харвард? Ќе кажеме, значи, тогаш на вистина немаше македонци кои што одат таму, сега ги има многу повеќе. Меѓутоа, како дозна и како одлучи од физика, сега ќе предам на економија? Не е вообичаено тоа да се случи. Да, тоа многу ме прашуваат, меѓутоа е многу послично отколку што мислат луѓето, затоа што иако е науката, да речам, на различен домен се базира, пристапот, целиот тој математички пристап на моделирање на феномените е многу сличен. Така да, можеби не е толку колку што изгледа за луѓе што не се од таа бранша промена. Сега, како одлучив да отидам, во тоа време имаше еден македонец на Харвард, од Јахја Кемал, турскиот коледж. Беше отиден, јас учев во Никола Карев државно училиште. Не ги немаше тогаш сите овие од нова, нели сега, што се подоцна што отидоа. Дознав за тоа дознав за можноста не од него лично, него на некој начин случајно, бидејќи ја представував Македонија на Олимпијадата по физика, кога завршив средно, и случајно представникот на Србија сподели со мене дека ќе иде на Харвард од септември. Јас ме изненади затоа што мислев дека треба не знам кој знае колку пари да има за да може да оди, ми рече не, вика, само треба да те примат и ќе ти доделат финансиска помош колку што ти е потребна. И рекол, само да те примат, па тоа не е проблем. Да. Не е дека има конкуренција. Да, и не знам, те аплицирав со тие минимален контекст за колку
нели припреми се потребни за многу од американците, на пример, тие со месеци, со години се спремаат за тоа. И јас така отидов малце на без да знам во што ќе се состои, тоа има еден приемен испит, меѓутоа упали на некој начин и од таму, нели, патот останам веќе во Америка. Што мислиш ти, што би го натерало еден човек како тебе да се врати тука? Може би сега во моментов ништо, зашто имаш таква работа, ама еве во некој период кога не си ги имал тие можности. Тешко ти прашање, затоа што мислам дека има... Тука само тешки. Да. Има луѓе што отишле во странство што мислам дека можеби никогаш нема да се вратат, затоа што се таков менталитет едноставно. Има луѓе чиј менталитет е врзан рецимо со дома, со фамилија, круг, сваќања. Имам ја и другари така што се вратија од странство, од изузетно добро платени позиции. Сега муабетот е како да се привлечат тие што се негде измеѓу на средина, да. И кои инсентивс може да им се дадат. Тоа се поттици. Мислам дека главниот проблем не е секогаш дека сме како се вика, money driven, мотивирани од нели парите, поголемата заработувачка. Исто така мотивирани се многу луѓето и од смислата на работата и на допринесот кој што го имаат. Мислам дека тука имаме системски проблем да не ги поставуваме компетентните луѓе на правите позиции каде што ги имаат најголемо влијание врз процесите. И автоматски тоа повлекува многу други работи, каде што не функционира поради тоа финансиските надомести, сите мотивации за надоградба, за образование, за почнување бизнес повлекува. Значи, системски проблемот на корупција нас не кочи и мислам дека тоа е што најмногу ги демотивира младите, прво ги мотивира да излезат и ги демотивира за да се вратат или да отпочнат бизнес тука. Еден од најголемите стравови кои што постојат кај луѓето, особено еве кај нас како земја од каде што се црпела онаа работна сила за и за меѓународни компании многу често, е стравот од останување без работа заради вештачката интелигенција. И при секој технолошки развој има такви бранови. Како може ова да го предвидиме и дали воопшто може да го предвидиме и како може еден човек да се подготви за таа иднина што доаѓа? Или што е тука? Да, како што спомна, тоа технолошкиот развој и промени се една константа која што забрзува, нели, од индустријска револуција па наваму и сето тоа си повлекува. Секој циклус на технолошка промена има импакт врз пазарот на трудот, каде што одредени вештини кои што до тогаш биле во побарување, in demand, веќе не се, поради тоа што технологијата сега може да ги автоматизира на некој начин. Сега, работата беше што до сега тој тип на вештини беа на некој начин low skill, од понизок степен на софистицираност. И така да луѓето што беа опфатени од брановите на автоматизација беа од пониските класови, имаше некој императив на тоа да ти дека сека треба да се образуваш, да ги развиваш твоите когнитивни вештини и способности, за да не бидеш мета на овие технолошки процеси. Сега со најновите LLM модели, кои што веќе можат и самите да когнитивни имаат одредени когнитивни вештини, сега веќе и таа одлуки? Да, и да носат одлуки вклучително. Разбирање малце, да речеме под quote unquote, под наводници разбирање, меѓутоа да носат одлуки, да, врз база на контекст, одлуки кои што во голем дел се и поиздржливи од некој човек, нели? И така да сега за прв пат во историјата се луѓето што и високо образовани, што се когнитивни white collar работници што ги викаат, се изложени на тој притисок. И тоа исто така го става под знак прашање и целиот наш систем на образование, каде што сите предмети се во насока на таа когнитивно развивање, не на некој
други вештини. Да, немаме креативност толку многу на дел од факултетите, сега можеби тоа не е така во Америка, ама кај нас дефинитивно е. А сега одеднаш луѓето кои што размислуваат креативно, на некој начин може да се носат со вештачката интелигенција, додека оние кои што го немаат тоа размислување или чисто се научени да прават одредени операции, полесно ќе бидат заменети. Каде, например, во однос на науката и на високото образование, каде се кине таа врска помеѓу нив и реалниот сектор кога доаѓа вештачката интелигенција на сцена? Што треба да направат и самите универзитети за да го фатат овој пат и да кажеме да не ги донесат своите студенти во опасност? Како што реков, мислам дека образовниот систем целиот треба малку да се преиспита. Не само, на една страна се тие вештини на критичко размислување, на креативност, кои што, како се вика, стандардот, the bar is higher. Стандардот е повисок. Е повисок, тоа што сега се бара за ти да можеш на некој начин да допринесеш тоа што вештачката интелигенција не го може. Ти мораш да имаш критички осврт кон продуктот што ти го дава тој модел, што е секако по вештини кои што многу потешко се стекнуваат и кои што ќе бидат кои што се помал број од популацијата ќе може да ги достигне. И се повеќе искуствени. Тука е највеќе на удар младиот човек кој што треба да стекнува искуство до прва. Така да, мислам дека универзитетите сами по себе ќе мора да многу повеќе внимание да осврнат на тие критички вештини, меѓутоа истовремено и ќе мора да имаме други школи кои што ќе обрнат внимание на да не речам занаети, меѓутоа професии кои што се, да речам, што имаат фат, каде што се бара занает. Па не она мануфактура, меѓутоа има и технички, едноставно технички школи за такви за занати што не се само да се работат нели на компјутер когнитивно, затоа што тоа е сега. Мислам дека технологијата е достигната да може да се автоматизира во голем број. Додека сега за сега, особено ако си програмер, кој што до вчера си бил највисоко платена позиција, најдобро си заработувал од сите други и така натаму, и одеднаш ти си полесно заменлив од другите. Ако не станеш критички, ако не почнеш критички да размислуваш и да се образуваш дополнително. Како физичар, економист, што мислиш дека е, секогаш кога се случува некоја промена, тоа е и можност. Значи, колку што е, нели, создава страв, меѓутоа е и можност. Одеднаш, секогаш се дава примерот со пишувањето рачно на книги. Од кога почнале книгите да се куцаат, да, многу пишувачи останале во моментот без работа, но многу повеќе луѓе можеле да се купат книга зашто станала многу поевтина. Исто така и сега многу повеќе компании може да си дозволат технологија која до вчера не можеле да си ја дозволат. Каде е Македонија во сето ова како економија? Каде ние можеме да развиеме некаква компетитивна предност за да би се надпреварувале на тој светски пазар? Факт е дека со нови технологии продуктивноста едноставно на поедини работници се зголемува неколкукратно. Не имаме малку работници. Тоа е добро, меѓутоа како работник секој е многу попродуктивен доколку ги има тие вештини да може да ја користи технологијата како алатка. И дека факт е дека ние како општество, како целина ќе имаме голем бенефит од тоа. Како конзумент или како компанија што се ослонува на тој капитал, на сите тие нели алатки кои што ги има. И мислам дека тоа е голема можност за не само на индивидуално ниво за луѓето да ги стекнат тие вештини како да работат со вештачка интелигенција, да бидат многу попродуктивни од порано, и колку си ти повеќе образован, толку попродуктивен стануваш на некој начин. Како на индивидуално, така и на ниво на поедини земји, кои што нивната компетитивност ќе може да биде многу по зголемена, scaled. Сега има тренд, например, дека
за да ти бидеш голема мултинационална компанија, да имаш огромен обрт, не ти требаат толку работници токму поради тоа. Следната играње е како странец ќе ти поставам неколку прашања, гледај да ги одговориш најбрзо што можеш. Добро, ќе пробам. 3 моменти кога си сакал да се вратиш дома. Првата година откако отидов таму, за некои семејни прослави, можеби собиранки од друштва како годишни од матура. 2 митови, 2 мита за животот во странство. Па, за животот во САД можам да кажам, мислам дека мислат македонците дека се многу фейк пријателски американците и дека се многу глупи. Што не се, мислам дека вистина ниту еден од нив. Секако. 2 навики што ги стекна во странство. Здрава исхрана и да си се исперам. Дека во Америка има само junk food. 3 работи по кои луѓето веднаш препознаваат дека си од Балкан. По акцентот, по директноста и можеби некоја така како да речам несензитивност, емоционална стоичност. 3 работи што ти недостигаат од дома. Фамилија, пријатели и цени. А 3 работи што не ти недостигаат. Може некоја системска корупција, малограѓански менталитет и таа некоја општа безнадежност што има кај младите. Да, и мене тоа не би ми недостигало. И 2 работи што никогаш не можеш да им ги објасниш на странците. Никако не можеш. Па, првата е како тоа толку викаме кога збориме, а не се караме и не се лутиме. И втората е, можеби, идентитетските спорови со соседите и тие силни страсти што стојат зад нив. Еве ако треба да им кажеме некоја мотивација за да не се безнадежни на младите во време кога технолошки светот се менува и ни се отвара постојано се повеќе и повеќе, што би им кажал? Дека е светот и информациите сега се многу подостапни од кога било во историјата и тоа треба да го сватат како огромна можност за да постигнат се што сакаат, да веруваат во себе и да бидат малце порезистентни на сите тие дистракции што ги имаме од социјални медиуми, глупости, туку да се имаат малце повеќе дисциплина во однос на нивниот развој кој што професионален, личен во било каков поглед. Ти кажал ли некој некогаш тебе дека не можеш? Не можеш, ти немаш шанси ова да го направиш или и како си му одговорил во тој момент? Да, татко ми. Кога аплицирав на Харвард и сега рече ако те примат тебе, јас мече во планина ќе фатам и уште го чекам мечето. Да, бога ми, те примија и заврши се во ред. Друг пат имало во Америка, например, нешто што ти кажуваат, ти не можеш ова да го работиш зашто си од Балкан, затоа што не си дел од нас. Не. Таму се може. Там Америка е, мислам дека едно општество кое што е многу отворено за имигранти. Таму не се прашува, значи, од каде доаѓаш, не се ни гледа, например, акцент, секоја сте прифаќаат, се додека учествуваш во системот, се придржуваш за законите и имаш што да допринесеш и како да допринесеш. Фала ти многу, мислам, разговоров опфативме од вештачка интелигенција до тоа што те извезовме тебе и многу други надвор од државата до образованието. Се надевам дека некој ќе нас слушне, па можеби и носители на одлуки, дека квалитетни луѓе сепак ќе бидат и понатаму вклучени и консултирани, посебно кога вака ни се менуваат стварите, вештачката интелигенција и тоа како стапува на сцена силно со јака нога или чизма, како да кажам, значи мислам дека е битно да се слушаат луѓе од областа, како што си ти. Фала ти многу и тебе за разговорот. А во музичкото студио слушаме музика која еднакво добро звучи во студиото Подрумот и доколку би ја залепила на некој холивудски филм. Тоа се Foolish Green, кои што веќе се подготвуваат и за кратко можете да ги слушнете. Уживајте!
Scattered clouds and thoughts in the air. Lost souls and rats around me. Everybody's gone at last. Hearing through the silence of the truth that set me free, and many things I wish I didn't see. But the sun keeps on shining bright, and I keep getting stronger now. At last. It's easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Forgive my friend, I'm gone at last. Let this be a farewell with no need to say goodbye. Nothing at all now bothers my mind. There's no need for vengeance, I'm just seeking my redemption. Everything remains the same once we're gone. It's easier to forgive an enemy than to forgive a friend. Forgive my friend, gone at last. One, two, three, 1, 2, 3. Thinking of where I should be for now, went to the start. Seeing your silhouettes fading out into the dark. I could dream and wake you up inside. I could be your soul revival. Tracing your footsteps in color lines up in the sky.
Speckles sunning and floating by upon the night. I could dream and wake you up inside. I could be your soul revival. Satellite and I saw you cry, reaching the speed of a traveling light. You're so far. We could dream a world in paradise. You could be my soul reviver.
Слушнавте што слушнавте, видовте што видовте. Ако не ви е доволно, целиот подкаст може да го најдете на нашиот YouTube канал. Стиснете subscribe за да не поддржите. Секако, заследете ни на Facebook и Instagram каналите каде што постојано имаме нови содржини за вас. А повторно се гледаме и следната недела на Телма телевизија. За жал, полека оваа сезона доаѓа кон својот крај, но веруваме дека уште многу ќе се дружиме. Ве сакаме. Поздрав!